Би требало на линија да имам колешката Жанета Скергав. Добро утро. Жанета, кај тебе, кај нас е 10 до 8, кај вас е 10 до 7. Се извинувам што вака рано ве будиме. Нема проблем, ме подсетите на времето кога работе во BBC, кога ги подготвува вестите така на BBC на македонски. Жанета, малку вести може да ја симнат светската криза од медиумите во Британија, ова конфронтација меѓу САД и Иран и сите импликации кои што тоа ги има. Меѓутоа вчера, таква и па и завчера, особено вчера, таа вест која ги симна сите други вести од британските медиуми е кризата во кралското семејство. Значи, Меган Меркел и принцот Хари решија да се селат за Канада, да се оддалечат што поодалеку од жолтиот печат во Британија и да почнат да водат поинаков живот. Те молам, кажи ни што се случува, бидејќи тоа се чини како поголема криза од Брекзит, ако смеам да забележам од Скопје. Брекзитот моментално е заменет од Мегзит. И тоа, да бидам искрена, малку сексистички можеше да биде Хагзит, затоа што Хари го е член на главниот член на британското кралско семејство, меѓутоа бидејќи според британските таблоиди жената е таа која го предизвикала сето ова, односно Меган го наговорила Хари да го преземе овој чекор, па ете место Брекзит имаме Мегзит. Мегзит е главното во насловите во британскиот медиум. Меган Маркел, според најновите информации, веќе во Канада, таа не остана да се соочи со британските таблоиди и добро што го направи тоа, бидејќи животот не и беше многу лесен со британските таблоиди. Она што се случува моментално е навистина потег без преседан за британското кралско семејство, откако Хари и Меган објавија дека немаат намера да останат во првите редови од британското кралско семејство, тука настана вистинска експлозија на реакции. Наводно, кралицата и потесното семејство беа изненадени од сето ова што се случува, навредени заради тоа што не биле консултирани. Сепак се работи за голем преседан, Жанета. Јас читам дека вчера британската краљица издала наредба веднаш да се испитаат сите околности како ова ќе се разрешува. И веќе почнуваат да работат семејствата Велс, Бакингемска семејството Виндзор и принцот од Велс, принцот од Кембридж, војводата од Кембридж, односно братот на Хари Вилијам. Наводно, откажани се сите ангажмани во следните денови, бидејќи сакаат во следните неколку дена да не се развлече сето ова со недели, да видат како ќе може сето ова да се среди, бидејќи им дошло како изненадување. Меѓутоа, според други информации, кои пак вчера со посредство на пак тие таблоиди, дознаваме дека наводно знаела кралицата за ова одлука на принцот Хари, дека кој има фрустрации од известувањето на таблоидите уште од времето кога беше жива неговата мајка, принцезата Диана, кој смета дека таблоидите и папараците се главните виновници за тоа што неговата мајка настрада бегајки од папараците, дека кралицата наводно рекла кога кажал принцот Хари, сега јас навлегувам во тие приказни од таблоидите, кога рекол дека сака да се повлече од кралскиот живот, кралицата му рекла, види ти тоа со таткоти. Кога
тој разговарал со татко му, принцот од Велс, тој му рекол, не знам, види ти тоа со баба ти. Значи, една вистинска сапуница во кралското семејство, која да сакавме да ја измислиме, немаше да можеме да ја измислиме. И сега сценографите на сапуницата наречена кралско семејство имаат доста материјали да пишуваат во следните недели, месеци, бога ми и години. Жанета, јас ти благодарам за ова истрпно, намерно те пуштив, бидејќи таа тема привлекува внимание за чудо невидено дури и во Македонија, како и во целиот свет, како што можеш да претпоставиш. Мислам дека, за жал, за некој може би за среќа, ќе се слушаме ние на оваа тема уште неколку пати, претпоставам, наредниве месеци, бидејќи таа драма само ќе расте, колку што јас можам да проценам од овдека.